Зарем и на материјали треба да внимавате? И тоа како? Ако не сакате да завршите со дом во кој се распаѓа и кој морате да го реновирате на секои 3 месеци. Денес на градежните компании им се достапни сите материјали и кога вложувате во својата иднина, мора да знаете од што е изграден вашиот дом. Дури и прасињата од приказната внимаваа, па зошто и вие не би го направили истото? Кога станува збор за материјали, мора да се спомне Golden Art како тим кој мислео на буквално сите детали и кој ги користи убедливо најквалитетните градежни материјали. Некои од проблемите со кои би се соочиле доколку вашиот дом не е изграден од соодветни материјали. Влага. За да го разбереме зборот алергени, нашиот доктор реши да ни ја поедностави целата слика. Замислете милиарди и милиарди бубачиња кои ви се цимери и многу ви се заблагодаруваат за тоа што сте им овозможиле идеална средина за да растат и да се размножуваат. Потоа замислете дека сета таа журка на бубачиња се преместува во вашите дишни органи и кожата и ви предизвикува алергии. Чешање, кивање, кашлање, отежнато дишење не е убаво, нели? Зашто бе? Па баш се ги замели. Мали, фини, фамилиарно, си работкат, баш се сакани. Аман бе, Перо. Аман бе, Перо. Токсични материи на ѕидовите. Вие и вашите најмили ќе дишите секакви отровни материи, а не сакаме ни да помислиме на последиците кои тоа ги носи. Од алергии до канцерогени материи во воздухот, не ви треба тоа. Па може малце предоцна мислиме на последиците, така? Неквалитетни цевки. Доколку водоводот и канализацијата не се со најдобар квалитет, може би ќе треба да одвојувате неколку илјади евра годишно за поправки, испукани цевки, прочистувачи на вода или што уште не. Доколку подот не е квалитетен, ќе треба да се соочите со дупчиња, а дупчиња се сладка работа само ако се наоѓаат на образите на вашата сакана личност. Во вашиот дом, па и не баш. Понатаму, оштетување, крцкање. Да, доброто во тоа е што вашите деца никогаш нема да може да се искрадат од дома без да знаете, бидејќи секој чекор го слушаат и соседите. Заштита од пожар. Од огноотпорната боја на ѕидови до влезната врата која нуди над 30 минути заштита од пожар, можете да бидете сигурни дека сте максимално заштитени. Но распрашајте се, не нудат сите вако врвен квалитет. Прозорци. Баба ми ставаше кебиња за да не дува низ пукнатините во прозорецот. Не дихтувал добро. Мислев дека сите нови прозорци го спречуваат ова, а многу се лаже. Минатата година кај што работев во една канцеларија, завесите мрда иако прозорите беа убави затворени. Не халуцинирам, драги мои. И не, немаше дух, окей? Високи сметки, неквалитетни прозорци и лоша изолација заедно во комбинација даваат залудно трошење на електрична енергија за ладење и греење. Замислете дека електричниот панел или клима уредот работат половина внатре, а половина кон надвор. Или уште полошо, дека на зима се шетате надвор со јакна поделена на половина, а едниот дел сте го оставиле дома. Ни малку не е убаво. И не, нема никогаш да биде во мода да се шеташ со јакна одделена на пола.